Лоша крв во јуручката заедница. Борбата за екзистенција ги закрвави роднините, па тепачки и повредени меѓу нив има се повеќе. Последен пат денес во Штипската болница завршија 3 лица со сериозни набиеници по лицето и телото, како последица од физички напади. Двајца се од карбинското село Калузлија, а еден од Радовишкиот дел на Плачковица. Пред една недела 2 лица завршија во болница, од кој едниот на ургентен во Скопје по тепачка со секери. Зошто блиски роднини и соседи на себе почнаа да гледат како на најголеми непријатели? На клетува нивата те државно работеш го, одат на клевата ти тепачката тоа престанува. Со секири, со стап, со камењи, со што се најде. Карат се те за државни места, има некои што мислам морат обичен мислам државни места. И карањето за тоа, и до тепачки за тоа. Те куца се некна истото направија, испотепаа се, исколаа се. Мислам, државно имање имат многу, а и работат, и бранат ги, за ливади, косење. Тие се... Од ќотек и малтретирање не се поштедени ниту жените. Тепања, комши. Тепање, те документи има, се има и нивата тепање. Момче тепање, мене тепање. 8 дена и Штип лежи, болница. Мене. Глава удари, и тука удари, и нозите удари, се удари вастагар. И те сутојде, ич, казна нема, комши. Поради ова, полицијата е се почесто во селата со доминантно јуручко население. Крадат јагниња, колку пати дојдеа крм техника тука, боже, сликата надат, па има од еднашка украднено 5-6 јагниња. Еден што краде, од другиот не краде. Тај што јаде ќотеко, од тај крадат и па он крив после спадне. Полициски службеници во континуитет се присутни во овие села и во постојан контакт со селаните, но омразата меѓу нив ништо не ја намалило. Овдешните жители се убедени дека проблеми ќе има се додека повеќе селани иста земја сметаат за своја. Општината, градоначалниците треба, општината да го реши проблема. Шом работи државно место, треба да го казне. И да видиме дали ќе работат. Што и како ќе се направи е неизвестно, но дека нешто мора да се стори е прашање на неопходност, а не на добра волја. Примерот со двајцата убиени и неколкумина повредени во Радовишки Бучим силно предупредува.